На нова тема во продолжение во Македонија наутро и вака рано наутро со нашата прва гостинка. Граѓаните се свесни за ризиците во секојдневното живење, па се почесто се одлучуваат да се заштитат. Податоците велат дека расте трендот на осигурување по различни основи. Зошто е неопходно осигурувањето, што треба да знаете и да го прашате брокерот пред да склучите било каква полиса за осигурување. Се само дел од прашањата кои што ги поставуваме на нашата соговорничка. Добро утро за Радка Целаковски од Агенцијата за супервизија на осигурување. Добро утро, Радка, и добре ни дојдовте во Ужнинската програма. Добро утро, навистина прекрасно утро, а денот се познава по утрото. Имаме и убава денот, имате тема, така, благодарам. Да, одбележуваме. Па ајде некако вовед да направиме свој виден. Секогаш кога зборуваме за вовед, убаво е да се слушне и мислењето на граѓаните таму каде што се и директно инволвирани, кога зборуваме за осигурувањето, еве што кажа граѓаните. Осигурен сум на све. 84 години. Да? Зошто е важно да се биде осигурен? Па важно е нешто ако ти се случи да ти платат. Што друго? А во однос на имотот го осигурува? Имам викендица у Катланово. И осигуране, и плаќам и данок и све, а нема никој таму. Користам на станот. Немам имот. Имам само стан. Не сам го осигурен. Станот ми е осигуран. Важно е да се биде осигуран? Да. Тоа ми е ако си плаќам за него секоја година и нема проблем никако. Осигурување, кога одам во Грција имам, а овде немам осигурување. Дали имате осигурување? Не, нема шанса. Како мислиш, животно осигурување или како? Не, никакво немам. Па то прво ли сега ќе се осигурувам? А користите ли осигурување за стан? Не, ништо не користим. Ништо не користим, немам. Дали користите некакво осигурување на имот, на стан? Не се осигурани. Штета, мислам, треба да се осигураат, поготово станот, куќата и тоа, а меѓутоа, не знам, не сме. Тоа беше мислењето на граѓаните. И сега ќе прашаме по кои основи најмногу се осигуруваат, какви полиси се склучуваат најмногу и зошто е неопходно да зборуваме гласно на оваа тема во контекст на финансиската писменост и склучувањето на полиси. Радка, ги имате статистиките, можеби не комплетни за 2024 на месечно ниво се објавуваат на сајтот на агенцијата, но што велат тие по кои основи нашите граѓани најмногу се осигуруваат? Да, значи статистиките ние ги објавуваме на различна основа. Има дел од статистиките на месечна основа, на квартална основа, на годишна основа. Во зависност од тоа нели како ги добиваме извештаите, така и ги обработуваме. И сега да истакнам дека сепак осигурувањето во нашата земја најповеќе е присутно во сегментот на неживотно осигурување. Додека животното осигурување зафаќа, да речеме, 20% од она вкупно осигурително портфолио. Кога би гледале, значи, во вкупното осигурително портфолио, живот и неживот, можеме да кажеме дека најповеќе договори за осигурување имаме во сегментот на автомобилската одговорност. Понатаму имаме во делот на имоти, на трето место е животното осигурување, но ако гледаме поодделно само во делот на неживотно осигурување, во тој случај најповеќе има договори во делот на АО, автомобилска одговорност, имоти, здравствено осигурување, патничко осигурување, незгода и останати производи, а во сегментот пак на живот предничи, да речеме, најповеќе договори има во делот на осигурување без добивка, понатаму осигурување на живот со инвестициона компонента, осигурување на живот без со штедна компонента. Значи тоа се различни варијации на животно осигурување и се можни комплексни тие производи. Чисто едно подпрашање, дел од овие се и задолжителни осигурувања, например, нели кога регистрираме автомобил и слично. Ако земеме да ги ставиме на кантар задолжителните и незадолжителните, каков е трендот? Дали граѓаните се охрабруваат малку и да размислуваат за себе и сами да го превземат тој чекор? Значи, ако гледаме во изминатиот период, каде што задолжителното осигурување заедно со осигурувањето на автомобилите каско било над 51% во вкупното портфолио, сега веќе, значи, тој процент е
намален, за сметка на тоа расте бројот на договори во доброволните видови на осигурување, така да можеме слободно да кажеме дека свеста на граѓаните расте. Но сепак има простор за уште подобрување и за поголема финансиска инклузија во сегментот на пазарот на осигурување. Со оглед на тоа ќе ви ги кажаме двата параметри за развој на пазарот на осигурување: стапката на густина и стапката на пенетрација. Стапката на пенетрација која што покажува колку учествува осигурителниот сектор бруто полисираната премија во бруто домашниот производ, тоа е 1,7%, што значи е ниска и има простор за подобрување, додека степенот на густина, тоа е по глава на жител, е 6.800, скоро 7.000 денари, и тука има доста простор за подобрување. Не случајно отвараме темата, бидејќи навистина ризици имаме во секојдневното живење од многу аспекти. Еве, последно да речеме, климатските промени го земаат на големо својот данок, па и ова што се случува во Шпанија е доволен аларм дека сите треба и гласно да размислуваат на својата тема во контекст на заштитата на она што го поседуваат меѓу другото. Сега прашањето е колку нашите граѓани се финансиски писмени при исклучување на осигурителни полиси. Знаат ли што точно значи осигурувањето и на што ставаат подпис кога бараат полиса? Значи, има потреба од подобрување на финансиската писменост и финансиската едукација. И виднаш ќе кажам дека тоа е финансиската писменост еден долгорочен, доживотен процес, бидејќи во различни фази од животот ние имаме различни потреби, па во зависност од тоа нели бараме и различни начини како тие потреби да ги задоволиме. Колку сме повеќе финансиски едуцирани, ќе знаеме за со какви предизвици се соочуваме, значи кои се ризиците од обкружувањето, на кој начин да ги препознаеме подобро. Финансиската едукација овозможува добра основа за финансиска сигурност и стабилност во целиот живот. Има голем простор за подобрување на финансиската писменост, почнувајќи дури од мали нозе преку воведување во училишните програми. Има ли активности со младите? Се спроведуваат ли активности за да од мали нозе зборуваме за финансиска писменост? Се спроведуваат активности секако, затоа што ние како општествени чинители, значи не е само подобрувањето на образовниот систем и поголемата едукација на младите, не е само уврска на Министерството за образование. Така. Имаме и такако и ние одговорност како финансиски чинители, тие што сме засегнати нели во подобрување на овој процес. Ние соработуваме еве Агенцијата за супервизија на осигурување заедно со останатите финансиски регулатори и Бирото за развој на образованието. Разгледуваме можности за посеопфатно воведување на финансиската писменост во постојните предмети во основното и средното образование. Во тековниот образовен процес, значи опфатени се во одделни теми и одделни предмети, опфатено е, но разгледуваме можност за посеопфатен опфат. И во контекст на сето оно што го зборуваме, наша задача, меѓу другото, како јавен сервис е да едуцираме и да информираме. Ако дел од граѓаните веќе имаат полиси по различни основи, дел од нив се двоумат дали да го сторат тоа. За сите оние кои што се размислуваат, што е оно што треба да го прашаат прво брокерот пред да склучат полиса? Кои се најважните работи кои што треба да ги знаат пред да се определат за било каков вид на осигурување? Јавното говорење на оваа тема за осигурување има исклучително влијание на информираноста и на интересот на граѓаните за да ја препознаат, за да го препознаат овој вид на финансиска заштита. На овој начин се поттикнуваат, значи, граѓаните да размислуваат и да бараат повеќе информации, да научат, да разберат, значи, што представува осигурувањето и да почнат да го вклучуваат во да стане како дел од нивното планирање на буџетот. Бидејќи знаеме дека осигурувањето нели е асоцира на некаква безбедност, заштита, сигурност, односно вложување во подобра иднина.
и финансиска заштита. И доаѓаме кај брокерот и му велиме што? Кај брокерот, значи брокерот исто така има улога. Јас тука би го спомнала тој како ние го нарекуваме партнерски квадрат, значи агенција за супервизија на осигурување, друштва за осигурување, осигурителни брокери и осигуреници. Значи 4 страни кои што сите ние имаме некаква улога на пазарот на осигурување. Се знае, значи, агенцијата што прави, агенцијата мониторира, се грижи за финансиското здравје на друштвата за осигурување и заштита на правата на осигурениците. Тука се друштвата за осигурување кои што нели создаваат и управуваат со полисите, проценуваат ризици, исплаќаат штети, управуваат со финансиите. Од друга страна се осигурително-брокерските друштва или осигурителните брокери, кои што даваат совети на граѓаните, посредуваат со друштвата за осигурување, продаваат полиси, но и даваат совети при настанат штетен настан. Значи се од голема помош на граѓаните, а граѓаните мораат да се отворени да слушаат за различни видови информации и секако да поставуваат прашања, но граѓаните за да ги поставуваат тие прашања треба да се финансиски едуцирани, значи да ги познаваат своите потреби, кои се нивните потреби и во зависност од тоа на некој начин се олеснува и управувањето со ризици на самите друштва за осигурување, бидејќи вие ако сте едуциран потрошувач, ги познавате своите потреби, знаете каков производ да побарате од друштвото за осигурување и тие се одговорни да креираат производи согласно пазарните барања. А граѓаните се почесто ја препознаваат агенцијата за супервизија на осигурување како заштитник на нивните права. Ајде до сега да дадеме еден заклучок за оваа 2024 година, зашто најмногу пријавуваат осигурениците, колкав е бројот на преставки досега, на што се однесуваат? Да, значи ние навистина изминатиот период многу сме фокусирани на работа со преставките, бидејќи тоа е важен индикатор кој што ни покажува колку друштвата за осигурување добро работат и дали се усогласени со законската регулатива. Представките растат, тоа значи дека ние нашата улога добро ја играме. Можам да кажам, со третиот квартал дека бројот на представките изнесува 200 и е поголем во однос на претходниот период споредено со 2023 година. Најповеќе спомнавме дека задолжителното осигурување не е најприсутно во осигурителното портфолио. Представките се најповеќе тука во автомобилската одговорност по основ да речеме на штета со пополнет европски извештаи, на штета со полициски записник. Бидејќи знаеме дека тука има голем број на представки, нормално ние превземаме и чекори како да ги едуцираме граѓаните за да се намалат тие представки. Например, подготвуваме едукативни материјали. Еве последна наша брошура е што после сообраќајна незгода. Ако веќе имаме нели сознание дека се случуваат многу штети и незадоволство на граѓаните со пополнување на европскиот извештај, имаме исто така брошура која што кажува во чекори како се пополнува тој европски извештај и во кои случаи се пополнува европскиот извештај. Значи, не во секој случај пополнуваме европски извештај. Кога имаме тешка сообраќајна незгода, каде што има жртви, во тој случај мораме да повикаме и полиција, да биде изготвен и полициски извештај. Други основи исто така има доста поплаќи во делот на имотното осигурување, во делот на незгода, патничко осигурување. И вообичаено, братка, секогаш се впирува прстот кога станува збор за одговорност кон осигурителната компанија. Имаат ли граѓаните одговорност во приказната? Се случува ли тие да сакаат во поединични случаи да ја злоупотребат осигурителната полиса? Има ли такви случаи? Значи има секакви случаи, но не можеме да кажеме дека тоа е злоупотреба. Сепак тоа е резултат на најчесто представките се поднесуваат заради недоволна комуникација, недоволно јасна комуникација, непознавање на условите на полисата. И граѓаните се доведуваат во ситуација кога се оштетени, значи ги бараат своите права, а реално со купениот производ тој тип на ризици не се покриени. Така. И за крај, како ќе се одбележи денот и на што денеска треба да ги подсетиме граѓаните? Трендовите се позитивни, мораме така и да сублимираме до сега. Ако се навратиме на тема осигурување пред 10 години денес, навистина трендот е
задоволувачки. Се согласувам, да, трендот е задоволувачки, имаме раст во различни сегменти, но сепак ние сметаме дека има простор за уште поголем раст. Денот на осигурување е воедно и годишнина на Агенцијата за супервизија на осигурување, 15 години постоење и успешна работа. Ова е годишен настан кога се работи на кривање на свеста на јавноста за важноста на осигурувањето. И зошто е тоа потребно да се има. Се одбележуваат многу настани, значи не само на денот денес, значи тоа се прави во континуитет. Тука се вклучени и друштвата за осигурување и посредниците во осигурување. Значи сите имаме некои своји иницијативи, идеи како да се подигне свеста на јавноста за важноста на осигурувањето и за нивната поголема финансиска сигурност во иднината. И веќе споменам како една активност беше и вчерашниот настан хуманитарна крводарителска акција, организирана заедно со осигурителната индустрија. Значи, имаше прекрасна позитивна енергија, над 60 крвни единици беа дарувани. Не водеше мотото на солидарност, токму солидарноста на кое што почива нели и осигурувањето. Посета на училишта, исто така и бевме во посета на средно економско училиште, каде што изворно дознаваме од младите луѓе што нив ги мачи, значи што им недостасува во образованието. Тука исто и конкурсите по повод на денот на осигурување, да ги спомнам и двата конкурси што ги објавуваме за млади истражувачи до 35 години и конкурсот за ученици од основно и средно образование. Веќе се објавени резултатите од конкурсот за учениците. Доделени се 9 парични награди за најдобри, значи, цртежи, песни и есеи. Преку овие трудови младите луѓе, значи, го изразуваат својот став на темата и на некој начин преку тоа праќаат и порака колку се финансиски писмени на темата. Колку се финансиски писмени, колку е потребна, значи, навиката од мали нозе да се управува со финансиите и секако праќаат порака до креаторите на политиките што понатаму да се прави, да се превзема, за да се подобруваат условите. И попротив ми ние порака се надевам ова утра, пак ќе се напредуваме на темата, тоа е наша задача. Продолжуваме да работиме Јас би на сакал темата. да добијам некој од брошурите искрено, ако имате да ми оставите некоја, бидејќи заклучив дека навистина ете кога го споменавме европскиот извештај за собрајка и осигурување, навистина не знам ништо буквално за тоа и затоа би сакал да ми бидат од корист овие брошури. Со задоволство јас ќе ги оставам, но ги имаме ние и во електронска форма. Да, има посебен едукативен сајт на мене токму за потрошувачите. Edukacija.aso.mk. Тука има за различни, значи, целни групи, од најмладите, возрастните. Има интересни содржини. Благодариме за гостувањето во Македонија на утро. Ќе ве задржиме уште некоја минута да ги погледнеме заедно мапите и да детектираме, нели, да направиме еден краток пресек пред вестите во 8 часот утрово, нели, со последните информации од УХМР и за сообраќајот во Скопје. Најниската температура утрово минус 2,6 степени Целзиусови во 8 часот беше измерена во Берово.